Денес, заедно со председателот на ВМРО-ДПМНЕ и дел од раководството на партијата, сме на увид на изградбата во индустријската зона во општина Карвинци, односно во индустријската зона во близина на селото Таринци. Имено се работи за две улици, два крака, за целосно инфраструктурно уредување. Тоа подразбира асфалтирање на овие нови улици со тротоарско решение и со атмосферска канализација. Се работи за проект кој што е финансиран од буџетот на општина Карвинци во износ од 9 милиони денари и е од суштинско значење, би рекол, за овој дел. Се надевам дека со ова финиширање ќе ги допуштиме оние, би рекол, услови кои што ги заслужуваат инвеститорите во овој дел. Инаку се работи за индустријска зона која што веќе има отпочнато инвеститори да градат и се надевам дека во едно време и целосно ќе биде изградена. Да најавам, во склоп на сето ова се работи и на неколку други клучни проекти во општина Карвинци. Имено се асфалтираат во овој момент и други две улици. Претходните денови се завршија исто така неколку улици кои што се од суштинско значење за населението и практично со овие проекти заокружуваме она рано пролетна офанзива која што ја најавувавме во минатото. Паралелно на сето ова, во едно време започнуваме со изградба на 3 нови игралишта. Да ги најавам, тоа е игралиштето во новото игралиште во село Крупиште, реконструкцијата на помалото спортско игралиште во село Карвинци и една нова асфалтна површина во селото Кучица во Плачковичкиот регион. Така да, со овие проекти продолжуваме да го подобруваме стандардот и животот на жителите на општина Карвинци, затоа што навистина го заслужуваат тоа. Колку парцели има овој индустријски дел, колку се продадени и дали во план на продажба? Па речиси 90% од овие парцели во оваа зона се веќе продадени, дел од нив се изградени инвестиции, дел од нив веќе се во постапка за добивање одобрение за градба, така да се надевам дека во следниот период или годините кои што следат, оваа зона ќе биде навистина ќе изобилува од инвестиции, од фабрики нови, за да можеме да и економскиот дел на општина Карвинци да го потпреме и на оваа индустријска зона. Какви објекти ќе никнат, зашто производство, зашто би имало евентуално? Овде има неколку фабрики во план кои што ќе бидат од преработувачка индустрија, а има еден дел и фотоволтаични панели. Интересот на самите инвеститори ние го ставаме приоритет за овие, би рекол, подречја, затоа што навистина од суштинско значење и потреба за нас е да имаме нови фабрики, нови инвестиции, за да можеме понатаму, еве и како општина, да го зголемиме нашиот буџет и реализацијата на проектите кои што ќе ги имаме во план, се со цел да оваа индустрија се прилие во финансиски средства на општината. Но каде е проектот за санација на мостот во Долни Балван? Санацијата на мостот во Долни Балван, проектот е веќе изработен. Техничките услови кои што ги имавме, тоест техничките проблеми кои што ги имавме во изминатиот период се од институционална карактер кој што ги отклонивме и се надевам дека во едно време, еве сега конкретно во текот на неделата, проектот ќе биде аплициран во една од програмите на Министерството за локална самоуправа. Се надевам од нивна страна дека ќе одговорат позитивно за да можеме да дојдеме и набрзо до реализација. Доколку не се случи тоа од нивна страна, имаме и друга алтернатива, но понатаму ќе ви известиме благовремено за да знаете до каде е постапката. Колку средства се потrebни? Колку пари? Мостот чини десетина милиони денари, она што го имаме по предмер пресметката во проектот кој што го добивме денови